Да, имавме можност да слушнеме со какви потенцијали располага општина Македонски Брод, но уште поубава можност да дознаеме како се искористуваат овие потенцијали и се користат во насока на унапредување на животот во општината, а за тоа го имаме и вистинскиот човек во студиото. Добар ден и добре дојде на градоначалникот на Македонски Брод Жарко Ристевски. Добар ден и како сте? Добар ден, ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Како што најавив и на самиот почеток, Македонски Брод е мала, но активна општина со вкупно 6 или 7.000 жители со 51 населено место, а се простира на 889 километри квадратни. И покрај природните ресурси и можностите за развој преку промоција на руралниот туризам, но и локалните производи кои што ги имате во изобилство, мораме да истакнеме дека една општина како Македонски Брод не може да се развива и без современа инфраструктура која што ќе се стави во функција на искористување на овие природни ресурси за кои што зборувавме досега. Па Македонски Брод да биде урбана и модерна општина со сите можности. Како успевате како локална самоуправа да го реализирате сето ова? Ви благодарам на прашањето. Секако дека за да биде една општина функционална, за да може да ги понуди своите ресурси, треба да има и добра инфраструктура во тој дел. И уште од време на стапување на функцијата градоначалник, односно менаџер на општина Македонски Брод, мојата визија и мојата мисија е Македонски Брод да стане современа, модерна и урбана општина. И мислам дека го успеваме во тоа. Еве, само во текот на оваа година над 1 000 000 евра има инвестирано во инфраструктурни проекти. Се работи целосно на неколку улици во централното подрачје на општина Македонски Брод. Улиците ги работиме целосно со сообраќајни решенија, што значи дека со тротоари, со пешачки патеки, но што е доста значајно, исто така инвестираме и во подземната инфраструктура. Претходно ги средуваме сите инсталации, па после почнуваме со тие завршни фази, ставање на асфалт и тротоари. Може да се пофалиме дека Македонски Брод го доби првиот градски парк, каде што имаме поставено урбана опрема за дечината, инклузивно игралиште за децата. Исто така го добивме и првиот градски паркинг, а можеме да се пофалиме дека и после 30 години Македонски Брод ги доби првите автобуски постојки. Урбани автобуски постојки. Се надеваме дека со овие инвестиции ќе продолжиме, но не инвестираме само во градот. Селото Брез во поречието, после започнатата фекална канализација пред 20 години, ја довршивме таа канализација и селото Брез доби фекална канализација. Исто така имаме проект на селото Сланско веќе ќе добие нов водоводен систем со алтернативно снабдување за градот Македонски Брод. Изработуваме проектна документација за водоводен систем за селото Тополница, Василковци, Могилец, така да работиме на целата територија на општина Македонски Брод. Мислам дека тоа е значајно за да ја развиваме целата територија на нашата општина. Сега мора да истакнеме дека Македонски Брод е надалеку познат по костените. Не само што ги пласира на пазарот во Македонија, туку во чест на костенот се одржува и познатата традиционална манифестација Костенијада за промовирање на костенот, препознатлив и карактеристичен за ова подрачје плод кој има исклучително значајна вредност како прехранбен продукт. Секоја година манифестацијата ја збогатуваат и гости од другите градови од Републикава, но доаѓаат и гости од странство и всушност оваа манифестација представува своевидна туристичка промоција на вашата општина. Како до економско јакнење преку промоција и пласман на костенот е вистинското прашање. Очекувам одговор. Македонски Брод, една од основните столбови на стратегијата за развој на Македонски Брод е развојот на руралниот туризам и производството на органска храна. Токму во таа насока имаме манифестацијата Костенијада, која се одржува по 17 пат, но од претходната година е ребрендирана и е фестивал на костенот. Што значи фестивал на костенот? Тоа значи се со цел на поголемо ниво да го издигнеме промоцијата на костенот. Костенот символ на поречието, како што кажавте, костенот исто така го има и на нашето општинско знаме. По тоа може да се види значајноста на самиот производ. Ја честопати кажувам, костенот зборува за нашето минато, како во минатото бил основен продукт за прехрана
во некој тежок период. Костенот зборува за нашата сегашност, но во Костенот ја гледаме и нашата иднина. Фестивалот на Костенот е издигнато на највисоко ниво, имаме посетители и туристи не само од Македонија, туку и надвор од неа. Се надеваме, уште сме во потрага по изнаоѓање на инвеститори, затоа што Костенот во моментот заминува, собирачите го собираат и веднаш заминува во откупни пунктови. Сакаме да барем да имаме полупроизвод од костен, калибрирање на самиот костен и од поречието како да излегува како полупроизвод или па производ. Так. Тоа е нашата мисија и мислам дека ќе исполниме во потрага сме по инвеститори, затоа што станува збор за органски костен, станува збор за цели костенови шуми. Сега, природните потенцијали и ресурси даваат можности преку нивно искористување, исто така економско јакнење на општината, но и луѓето кои што живеат овде да имаат своја екзистенција, а токму преку алтернативниот туризам и повеќето видови на алтернативен туризам, Македонски Брод пак има можности да се најде на мапата на интересни туристички дестинации, интересни еко-дестинации, привлечни за туристите и посетителите. За какви потенцијали станува збор, би сакала малку подетално да објасниме? Па во однос на потенцијалите, Македонски Брод, благодарение на затвореноста и слабата комуникација преку Националниот парк Јасен со метрополата, тој недостаток, деценијски недостаток на комуникација ни обезбедил и некој предност. И сега е моментот кога недостатоците треба да ги претвориме во предност. Што значи тоа? Македонски Брод ги има чистите изворски води, чистиот воздух, здравата храна, здравата органска храна. Македонски Брод има пештерата со најголем отвор на Балканот, Пешна. Македонски Брод покрај Костенот го има и најквалитетниот мед од Костен, мед од Даб и мед од Бор, а исто така Македонски Брод располага со големо изобилство на разновидни печурки, кои потоа се користат како деликатес во самата исхрана. Исто така, Македонски Брод има 51 населено место, најголем број се инфраструктурно. Имаме инфраструктурна поврзаност, имаме водоводни системи и во тој дел настојуваме како голем ресурс ние развојот на руралниот туризам. Затоа што имаме целата инфраструктура, сега останува во делот каде што треба да работиме на промоција и да го охрабриме нашето население да почне да влезе во таа авантура, да почне да ги издава своите соби, да ја нуди таа органска храна и така Македонски Брод полека, но сигурно цврсто чекори кон атрактивна туристичка дестинација за развој на рурален, адреналински и хербален туризам не само во Македонија, туку и надвор од неа. Кога сме кај адреналинскиот туризам и големиот број на настани, случување манифестации кои што ги користите како дел од алтернативните можности на туризам за привлекување на посетители и туристи, да споменеме дел од тие настани манифестации. Па точно така, покрај фестивалот на Костенот, Македонски Брод исто така го има најголемиот адреналински фестивал на отворено, Самоков Екстрим, кој се одржува веќе трета година поред. Секоја година се одржува во последната недела од мај месец. Тој е најголемиот адреналински фестивал на отворено, каде што имаме неколку спортови, тука влегува пешачки тури, влегува мототурата, потоа исто така АТФ тура. Добро е да се спомене дека во таа пешачка тура се развива и хербалниот туризам. Имаме обучени водичи кои на самите авантуристи им ги кажуваат билките, нивното значење, кои билки може да се користат. Во тој период излегува и тој пролетен врган, исто така може да се запознаат со печурките и начинот на нивното собирање. Така да овој фестивал веќе трета година, како што споменав, се одржува и веќе е меѓународен фестивал. Разговаравме дека Скопје како град, главен град на Македонија некако е презаситен и пренаселен од жителите кои што сакаат да бидат и да живеат во него, па некако сега е вистинското време за помалите градови, помалите општини да ги отворат своите врати, да ги искористат своите потенцијали и повторно да ги вратат луѓето назад и со тие можности кои што ги нудат општините со своите автентични моменти и прилики да им овозможат и екзистенција на
луѓето кои што ќе живеат таму. Споменавме дека Македонски Брод располага и со богатство од билки и посебно печурки во овој регион и секако ова е вистински момент да подсетиме дека на ова подрачје голем број на луѓе екзистираат токму од собирање на диви видови растенија, плодови, пред се на габи. И во таа насока и сакам да ве прашам како се унапредува оваа можност за искористување на плодовите од природата. Дел од тоа нешто и ми споменавте. Да. Па поголем број од населението во поречието се занимава со собирање на шумски плодови, тргнувајќи од печурка, разни габи, така да тие производи моментално дел од индивидуалните производители имат самостојно изработено сушари од печурка, каде што ја сушат печурката и потоа ја пласираат на откупните пунктови во Македонија и таа заминува надвор од Македонија. Так. Истото станува збори со шумските плодови и можам да кажам дека веќе од пред неколку месеци во Македонски Брод стана активна фабрика за производство на сушено овошје, така што овошјето тргнувајќи од капинки, малинки, печурки, се преработува во таа фабрика, истото се суши и после заминува за извоз надвор од нашата држава. Така да имаме еден организиран систем, кој организиран систем се надеваме дека чекор по чекор ќе влоди со плод и ќе дојдеме до ситуација поголем број од нашето население, особено млади луѓе, да се вратат во нашата општина. А како што споменавте предходно, јас и мојот тим го препознавме тој момент дека сега времето дојде на помалите општини, општини кои се органски чисти, еко општини, но исто така Македонски Брод е толку далеко, а всушност близко до главната метропола Скопје. Исто така тоа е наша предност и се надевам дека дојде нашето време кога Скопје полека, но сигурно големите градови ќе се шират барем за викенд и кога развиваме тој викенд туризам во тие мали екоопштини. И бидејќи го споменавте туризмот, повторно би се навратила на туристичкиот потенцијал, туристичките потенцијали со кои што располага Македонски Брод и овде мораме да истакнеме дека и туристите, и домашните, но особено странските, повеќе тие се презаситени од масовниот туризам и од оние хотели со многу звезди, а сакаат да почувствуваат нешто автентично, традиционално, нешто поинакво, а сето тоа можете да им го понудите како општина. Апсолутно дека можеме, како што споменав предходно, затоа ние направивме меморандум за соработка со Агенцијата за промоција на туризмот, која ќе ни помогне во процесот на промоција на нашата општина, за да може тие туристички групи да доаѓаат во нашата општина, да ја посетат пештерата Пешна, која е со најголем отвор на балконот, како што споменав, Горно-Слатинска, Долно-Слатинска пештера, исто така да ги видат сите наши убавини, но не само да дојдат за една ден, туку да останат и да преноќат на нашата територија. Тоа е наша задача на локалната власт, полека да ги охрабриме нашите мештани да почнат да го развиваат тој рурален туризам. За развивање на тој рурален туризам потребни ни се меки, мали кредитни линии кои ќе му овозможат на домајчинството на индивидуалецот да ја оспособи вториот кат од својата куќа во своето село и за да може да ја издава за туристи. А доколку е во можност да подготвува храна, сето тоа би било додадена вредност. Споменавте да ги вратиме луѓето во помалите општини кои што нудат многу можности за живот и убава екзистенција. Каква е состојбата со иселувањето во Македонски Брод? Се намалува ли бројот на жители, па од тука и бројот на учениците во училиштето и што правите во таа насока? И ве споменавте преку можностите за искористување секако. Па нормално дека Македонски Брод ја дели судбината како и останатите градови во нашата држава. Немаме драстичен пат на број на ученици во училиштата, се движиме горе тук на иста линија, но за да ги вратиме младите или да ги задржиме тие што останале во Македонски Брод, направи општина Македонски Брод преку Советот статутарни измени, формира Младински сојуз, кој Младинскиот сојуз влезе во програмата за работа на општина Македонски Брод и општина Македонски Брод е од првите помали општини која да не остане сето на хартија, туку да стане видливо, формиравме младински центар. Така да тој младински центар моментално е функционален, каде што младите се собираат, кажуваат за своите идеи, што треба се направи за ни во нашата општина и сето тоа ние да може да ја преточиме преку Советот во нашите програми и да влезе во општинскиот буџет. Нема се да решиме, но меѓутоа треба да ги
мапираме проблемите и чекор по чекор да ги решаваме. Транспарентноста треба да биде на прво место, потоа да се слушне гласот на граѓаните и нивните потреби и да се постапува во насока на потребите и на граѓаните и генерално за функционирање на општината. Во таа насока сакам да ве прашам како прв човек на општината и покрај тоа што говориме за многу реализирани проекти и сето тоа што го работите за подобрување на условите за живење, има ли нешто што особено ви паѓа тешко и сакате да го реализирате, а досега не сте успеале? Па секако дека има мојата замисла е да го средиме градскиот кеј покрај кејот на реката Треска во централно градско подрачје. Изработиме проектна документација, станува збор за огромна сума на пари и така да треба да наоѓаме инвеститори, меѓународни фондови и да реализираме таа идеја реката Треска во централното подрачје да добие еден современ урбан лик, еден градски кеј, но меѓутоа да внимаваме да не ја нарушиме и таа еко средина. Исто така како не реализиран проект ни останува собраната Калуѓерица. Македонски Брод има проблем со урбанизацијата во делот на поречието од Македонски Брод према Белица, каде што со некоја си водостопанска дозвола од 48 година има замислено брана Калуѓерица и не можеме ние во тој дел да урбанизираме, а со изградбата на Козјак, изградбата на таа брана нема смисла и ја водиме таа битка преку Агенцијата за просторно планирање, бидејќи просторниот план на секој 10 години се отвара на Република Македонија, да може да избришеме таа брана, за да може да го урбанизираме тој дел и се со цел да привлечеме инвеститори во делот на гостителството, во делот на земјоделието и така натаму. Предизвиците се пред вас и нели можностите за да реализирате сето тоа што го имате планирано за воиднина, но останува она што значи природна убавина, мирот, тишината и природните богатства во кои што само можете да уживате доколку живеете во општина Македонски Брод. За самиот крај ќе ви оставам простор една порака до граѓаните, посебно до жителите на вашата општина. Сакам да ги охрабрам нашите граѓани, веќе сега е на нашата официјална веб страна е објавен повик за креирање на новиот буџет за 2025 година. Сакам да ги охрабрам сите активно да се вклучат, затоа што треба граѓаните да кажат каде ќе се трошат нашите народни пари. Да направиме еден буџет за 25 година, заеднички буџет да го направиме, да ги дефинираме нашите приоритети, се со цел да може подобро, уште подобро да ја развиваме општина Македонски Брод. А јас сум сигурен дека заедно со граѓаните општина Македонски Брод од ден на ден ќе оди во нагорна линија и сакам да кажам дека општина Македонски Брод почнува повторно да живее. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство и посакувам многу успех во реализирање на зацртаните планови и идеи во иднина. Ви благодарам, задоволството беше мое и го поканувам вашиот медиум да не бидете гости во нашата општина. Со задоволство. Ви благодарам уште еднаш.